Бидете поздравени, драги мои, еве не уште еднаш во Политикрон, каде што се преплетуваат знаењата за политиката кои што разни мислители, мудреци ги оставиле преку вековите, со она што актуелно се случува, каде што се обидуваме да направиме една хронологија на сегашните збиднувања, не само за да оставиме некој траг за иднината, туку и да ги разбудиме нашите современици, да им кажеме дека и тие се дел од едно историско време, како и сите пред нив, и дека и ова време вреди, дека и ова време има некоја величина, има некој предизвик со кој што треба да се соочиме, некој предизвик кој што треба да го надминеме и да го претвориме од пораз, од мака, од тага во победа. Веќе споменатиот доаен на американската политичка наука, Ебот Лоренс, зборува за поларноста како суштина на политиката. Поларноста, која што може да значи конкуренција на разни делови на политичкиот систем, денес позната како судир, например, меѓу две партии во мирнодопските парламенти, но може да поприми и порадикални форми во оние моменти кога најзначајните вредности на еден народ се доведени во прашање. Ние знаеме за случаи, например, на борби, на револуции, за случаи како, например, во македонската историја, кога народот се сплотува околу една идеја, било да се работи за Илинден, било да се работи за Аснам, во моменти кога имаме еден сеопшт сентимент на загрозување на она општото, на она екзистенцијалното. Било да се работи за слобода, било да се работи за основна екзистенција, било да се работи за се она што произлегува од тоа, например, за она најосновно чувство на правда. Во тој момент, поларноста се проектира на севкупното општество и ние немаме некоја поделба во смисла на различни сваќања, например, во однос на даночната политика или во однос на локалните проблеми, туку имаме една поделба околу визијата за екзистенцијата на самиот народ. Дали тој народ ќе постои или не. Такви моменти на радикален предизвик се оние моменти кога севкупниот народ го дели тој сентимент на загрозеност. Например, зошто токму антифашизмот, како некој заеднички именител, обединува разни луѓе, кои што, по својот поглед на свет, не би морале нужно да бидат некои марксисти, дефинитивно не, некои радикални марксисти, но луѓе кои што имале поглед на свет, може би на некои граѓански вредности, на некои национални, емансипаторски вредности. Но во тој момент, тие сите се обединуваат затоа што се сочуваат со радикална неслобода. Во моментот кога бодликавата жица, полицискиот час, наоружаните патроли и возовите кои секој ден одведуваат со граѓани таму некаде далеко во смрт, се секојдневие. Одговорот на оваа радикална неслобода морал да биде едно сплотување на сето она што е најздраво, најблагородно, највизионерско, најодговорно кон историјата, не само кон моментот, и таа поларност во тој момент не била поларност, не знам, на демократи, социјалци, конзервативци, разни прогресивни или реакционерни сили, туку на се она што е здраво, против болното кое колаборира со причинителот на радикалната неслобода. На тој начин се доаѓа до Аснам и се доаѓа до првиот чекор во емансипацијата на еден народ. Првиот чекор никогаш не е ни последен. Таа емансипација може да има разни други форми на остварување, но без првиот чекор никогаш не се можни другите чекори. Древниот политички мислител Аристотел го става првиот услов секогаш како нужен за сите други услови. Без него не се можни други остварувања. Ако немаме слобода, не можеме да напредуваме, не можеме да уживаме во никакви други форми, например, на материјален напредок, на комфорт, на научен напредок. Не можеме да имаме држава во која би можеле да носиме разни политички структури, форми, да напредуваме во плурализмот на идеите, да се обидуваме да го најдеме оно што е најблагородно во било кој момент. Заедно со тоа најблагородно да оствариме некои нови решенија, зашто слободата е тој прв предуслов кој што е услов на сите други услови. Што станува ако немаме слобода? Во средниот век кралот, владетелот е основа столб
околу кој се врти сиот политички систем. И големите мислители, како Хопс, како Боден, големите политички мислители на оној ран модерен период, кога кралевите веќе стануваат апсолутни владетели, го образуваат тој крал со еден термин на сувереност. Сувереност како основен услов, кондицио sine qua non, без кој не е можна политичка екзистенција. Не е можна политичка екзистенција во робство, не е можна политичка екзистенција во непостоење на суверена власт. Можно да се бориме, да се бунтуваме и со тоа да ја сведочиме нашата желба да сме нешто. Но и натаму сме ништо, се додека не створиме минимална суверена структура. Како самата политичка сувереност опаѓала во модерното време, преминувала во гола власт, преминувала во некоја врста на моќ сама за себе, која не нужно имала политички избори. Например, денешната власт често пати има политички избори, има психолошки избори, има идеолошки избори, има избори, например, на моќ ради моќ да се лечат разни фрустрации, моќ да се задоволат најниски страсти. Тука паѓа политичкото, паѓа идејното, паѓа општественото, паѓа историската одговорност и останува само она гола моќ. Јас да бидам помоќен од оној другиот и да си живувам над него. Зошто сега е важно да направиме оваа разлика меѓу моќта, власта сама по себе и сувереноста како една историски докажана форма, природна форма, во која власта се остварува на начин што не му дозволува на било кој нелегитимен внатрешен или надворешен фактор да и се наметне, да ја ограничи, а со самото тоа и народот како извор на таа сувереност да биде ограничен. За жал, токму овој момент, еден од тие историски моменти кои што многу малку луѓе можат да го препознаат, ни сведочи за тој пат од сувереноста во голата моќ. Сведоци сме, преплавени сме со информации, како владите во Скопје и Лондон преговараат за некој пакет со кој што оваа државичка ќе биде еден експеримент по кој знае кој пат и со кој што Обединетото кралство ќе си го реши својот проблем со вишокот на мигранти, кој што ќе ги извезе тука како и било која друга роба и со кој што едноставно од нивното искуство како трговци со робови, ставувам тоа го имаат, ќе ги сведе и тие луѓе на некоја стока, на некоја роба, а оваа држава овде ќе сведе на таму некоја транзитна зона, она што била Гана некогаш, оние тврдини на робови, например, од кои што ги купувале робовите од африканските кралства и ги носеле во јужните држави на САД. На тој начин овде сега и нас ќе не вратат во некое такво време на Соединетите држави антебелум пред граѓанската војна и претпоставувам од некои така романтични побуди ќе сакаат да ни ги оживеат тие епохи. Проблемот е дали со сето ова не се нарушува токму тој природен суверенитет, дали не се нарушува токму таа историска волја и таа историска желба на еден народ да се оствари на сцената политичка, на сцената историска, на сцената меѓународна и наместо тој народ преку политиката да се оствари на сите можни нивоа, културно, спортско, дипломатско, тој народ сега треба да биде заложник токму на оваа гола моќ на елитите, треба да биде заложник на нивната желба сами за себе да бидат моќ, да бидат власт и да ја уништат токму таа сувереност или остатоците на таа сувереност, на таа најприродна агрегатна состојба на политичката историја на еден народ и да го претворат од политички субјект во експериментално заморче. Да го претворат во некоја врста на лабораториско заморче на сите тие најнови светски поредоци. Нешто што беше и 99-та, било со тогашната бегалска криза, било со тајванската авантура и нешто што во континуитет оди со децени, сведувајќи политички историски субјект на објект на сите можни експерименти. За да го сватиме феноменот, би морали овде повторно да направиме една историска екскурзија, овој пат во Источна Азија, кога првите португалски трговци се истоваруваат на брегот на Кинеското царство, со желба пред се да тргуваат, тие не може да ја освојат Кина, тие создаваат една класа на кинески посредници,
кои што ќе ги наречат компрадори, тргнувајќи од заедничкиот латински корен, компра, да се купи, купци, прекупци, закупци, една врста на посредници на големите западноевропски трговски компании, кои што ќе служат токму оние драгоцени материјали, било од Европа кон Кина или од Кина кон Европа, да бидат донесени на соодветните пазари. Со тек на време, кинеските слуги во европските домови ќе го попримат тоа име. Со тек на време, разните кинески посредници, не само економски, веќе и политички, во времето на големото понижување на Кина, на опиумската војна, на предавањето на Хонг-Конг, ќе го попримат исто ова име и компрадор. Ќе стане ништо друго до символ за една веќе изродена класа на луѓе, трговци, преведувачи, но и политичари, кои што се посредници не само на капиталот, туку на севкупниот политички напор да се поткопа природниот суверенитет, природната агрегатна состојба на историскиот кинески народ. Без компрадори не ќе беше можна ни опиумската победа на Британија, ни интервенцијата во боксерското востание, ни сите можни понижувања на Кина. Никој друг до Мао Цетунг, човекот кој што ја врати независноста, сувереноста, таа агрегатна состојба на Кина. Не човек кој прв во науката, политичката, општествената, социјалната, не го воведе тој термин на компрадор. Компрадор е токму оној посредник кој што свесно се става во служба на странскиот центар, продавајќи се на него и искрено верувајќи дека нему му е местото во големата историска приказна на страна на туѓинот. Во денешно време, зборот компрадор се враќа со неверојатна популарност во науката. Самир Амин, египетски социолог на меѓународни односи, тврди дека денес имаме ренесанса на компрадорите. Јасно не во Кина, Кина си го реши проблемот, но во сиот трет свет, по арапската пролет, например низ целиот Блиски исток, и јасно во источна Европа. Компрадори, според Самир Амин, денес се цели класи, не само на посредници, туку на цело едно отпаднато општество, кое не прави ништо друго, туку се позиционира меѓу тој фактор, меѓународен, невладин, како сакаме можеме да го наречеме. Самир Амин дури смета дека НАТО, како стратешки актер во меѓународната политичка сцена, и тоа како работи на создавање на компрадорски псевдоелити во сите медитерански и субсахарски земји. Слободан Антонич, современиот белградски социолог, оди уште понатаму, тргнувајќи од искуството на бивша Југославија, повторно на источна Европа, и смета дека компрадорите денес еволуирале од таа посредничка, трговска, закупничка класа или подкласа во една врста на политички слои, на луѓе кои што своите партии, своите политички ентерпрајси ги развиваат токму така, како едни паракорпоративни сектори кои што зависат токму од тој надворешен капитал и од односот, како економски, така политички и психолошки, на локалниот компрадор кон надворешниот центар. Потоа, Антонич тврди дека новинарите развиваат некој свој компрадорски слој. Интелектуалците, професорите, живееме, за жал, во општество во кое што имаме цел еден хаб, цела една крстосница на компрадори. Компрадори кои што од сите можни сектори го преплави општеството, но чие што срце чука за Брисел, чука за Лондон, чука за Вашингтон. Овде мора да се навратиме на почетната лекција за поларитетот на политиката. Поларитетот подразбира во моменти кога татковината е загрозена, во моменти кога природната агрегатна состојба на сувереност на еден народ е загрозена, поларитетот да се развие на оној начин на кој што се развива во сите форми на радикална неслобода, на тој начин што благородното, храброто, умното и визионерското ќе застане против изроденото и компрадорското. Тоа е борбата на нашето време. Драги мои, до следниот пат.